Нова сезона карка сауна. И ти вика глуп си на Инстаграм. Знаеш дека ја ти кажав, ти се наљути. Пишете у коментар дали ми одговара овака косата. Океј, нова сезона карка сауна. Сауна, да. Сауна каст. Ајмо. Добре дојдовте, драги гледачи, у новата сезона на Real Carcasso, односно Reloaded се вика, знаеш? Како? Reloaded. Рило? Аха, чекај, као репетиран или што? Као репетиран, као нешто се обновува и све тоа, знаеш. Како си Стефан Велевски? Многу сум добар. Вакво, само да ви кажам дека лаже народ, ние не се возиме, качени сме на приколка. Да, и не воза. И само глуми дека се возиме. И да знаете само дека, значи, пошто прашувате таму како може да вози и да води, не вози, Да, не значи, возам. лажњаќе, како да ви кажам, ви го срушив снешкото се. Фала ти на поканата, ја Ирлија втора сезона, да има се повеќе и Фала ти повеќе. на тебе, брато, што прифати пред се да ми бидеш гостин, пошто ја барам гости, не сака да ми дојдат у Каркас. Зашо бе не сакаат да ти дојдат? Старана ти е колата. Да, скарани ми се. Не, пошто не возам нешто како тебе, кога ти што возиш BMW или Mercedes. Види, ако или ништо ова се. друго треба да ти дојдат барем за да ги префрлиш ко такси и да направиш Ја, муабет. тоа им викам, тоа те викам од кај до кај, викам ни Не е проблем, наплаќам да, ништо, не е проблем, бесплатно такси. Све е бесплатно. Шо преш, добар ли си, брато? Не сме се виделе многу одамна. Одамна. Не сме. Се видовме задни пат со Сладка, кога правевме. Да, не бе, да, уствари да, ама пред тоа не се видовме. Пред тоа не сме се виделе. Знаеш дека ја ти кажав, ти се наљути. Да бе, он лут ми беше, Знаеш, па он па се, па. Ја на сите им се љутам, брат, ако некој не ми се Помалце на јави. сите им се лути, така малце. Мада не ме сваќате, не го сваќате тоа здраво за готово, јас си се љутам така. Така бе, И сам лутко на си. себе сум Лутко си, љут, еве си вика, се да. нервира, станува цабале си се лути сам. Да, сам на себе. Не е добро, вика. Да бе, тоа што си опе последен пат. Види, па Ми доста кажа работи дека имаш доста свашта дека имаш, па да тргнеме од негде, бе. Па малтене и ради тоа можда и се и ти дека исто Па се и ја се исто, и ти преокупира исто, и да. знаеш како некогаш стварно треба да застанеш малку да земеш воздух, да сватиш кај си бил, што и како било и Ти фали ли Али- тоа, брат, сега? Мислам да отидеш негде и онака да го олабаеш мозокот. па го правам по правиш? принцип, да, не е дека види, не можеш без тоа. Можеш да се Јас сум можеби единствен човек кој што ствари има такви луѓе, ама ретки се кои што ја кога се враќам од одмор сум многу среќен. Знаеш, луѓето кога се враќаат од одмор се тажни, дека века. готово заврши, знаеш. А јас сум пресреќен, превозбуден дека сега си го изчистив мозокот и сега одново нова сила имаш. Да, со нова енергија, со све. Да, и кога си ја сакаш работата, веројатно тоа е пресудно. Ако ја сакаш својата работа, ќе си среќен кога ќе се враќаш од одмор. Ја на пример моите дома ги гледам, они се тажни кога се враќаат од трпејца, знаеш. Пошто треба да се врати на работа, не си ја сака Им се работата. враќаат нозете назад кога идат на работа. Апсолутно. И заврши, бе. Како пат сега ќе си дојдеш па ново, ама нема таму елан, нема ништо, знаеш. Да, реално. И така што мислам дека пресудно е да си ја сакаш работата. И неколку пати знам, брат, и можда некогаш и у месецот неколку пати знам да си кажам, брат, чекај, дај малку одмори се како. А имаш време за тоа? Па си го ствараш. А дедлајните и све тоа, брат, и све што се дешава, пошто гледам дека ти не застануваш, брат, нема стоп кај тебе. Да, гледај са што е впората, не знам, можеби да, нормално треба да ги стасаш тие дедлајни, ќе ги стасаш, ќе се потрудиш, ќе даеш се од себе у последните 2 дена, ќе ги направиш и после тоа ќе си даеш оддишка. Давај, Така што, а некогаш па не знам, дедлајните можам да ги правам од таму кај што ќе отидам. Да, бе, Да ги испоштуеш. Ти не си врзан со работно место. Не си врзан и не си и затоа можеш ти сам да си даеш мир на некој начин, да си кажеш ево овој момент сега не правам ништо. Да. Знаеш колку пати ми се случило 700 луѓе ќе ме побараат од Сабајле и треба да завршиш се и викам не правам ништо. А го ставаш, например, телефонот на Airplane Mode, бе? Не го ставам на Airplane, ама едноставно не можеш да ме добиеш ако не го. А знаеш, например, некад да ти звони некој, ти го гледаш дека телефонот, ти се смееш, не креваш. И да не му кренеш, па Да. Дали се дешава? Тоа ми си има. Ама биди искрен, Да, ми си има случајно,
од проста причина што ако сега знам дека не е време за тоа или немам ништо да ти кажам, знаеш, многу пати си има случајно, овакви ситуации ми се случува. Например, сега неколку пати ми ѕвониш и неколку пати ти кажувам дека нити тебе ти е сега време, нити мене за да го направиме, за да направиме соработката или слично и така натаму. Дали конкретно имаш некаков бренд или не знам што и да е небитно и дали сум ја пребукиран и едноставно не можам да одговорам на таков, ти ме бараш мене да ти изработам нешто што не сум во моментот спремен. Ти ме сакаш таков како што си ме видел, а јас во моментов ти викам нит за брендот ќе ти биде добро, нит за мене ако сега тргнам да правам нешто. Не ми е таа креатива, не сум зафатен сум премногу, нема да можам да одговорам на врските. И сега има толку многу упорни луѓе кои што упорно те барат. Сака, да. А за негово добро, мене е најлесно да ти ги знам парите. Реално. За негово добро и нормално и за мојот имидж да не се сруши, да не излезам со нешто кое што не личи на мене. Во тој момент одлучувам дека не сега, можеби подоцна, кој ќе се ослободам повеќе или така натаму. Саш да биде квалитетно, него не ради реда да го направиш. Апсолутно. И некогаш многу и патам поради тоа, пошто не можам да си дозволам да бидам пониско од тоа што претходно сум бил. Гледај, се губи кеш и на тој начин, ама па ако не можеш да го даеш тоа, брат, максимумот од тебе. Много е фер да кажеш не можам. Знаеш, ми се случило многу пати да се залетам, да тргнам од грешките учиш. И да не се наљутат, они треба да го разберат тоа. Да. И сега, например, 5 пати ти звони и виждаш шестиот пат, не му креваш, го гледаш и си викаш шо уште да ти кажам, човек. Ми се десило мене истото, така да сум им кажал, џабе сега. Мислам, немам идеи да се свеш, немам креатива у глава, имам 10 работи што треба да изачнам. Тоа е и приоритети се секогаш упрашање и мислам ти сега виш имаш и дете, брат, и многу покомплициран станува животот. Ја им ги гледам поише вако како сега, кога ми звони некој им го гледам телефонот и не им кревам, брат. Мислам, реално кажувам на луѓе да не ми се љутат, пошто стварно некад не ми. Ако можеш да ми пишеш, пиши ми, сега не ме малтретирај 10 сати на телефон. Мене па ми е искро, у последно време имам многу голем проблем со враќање на пораки, пошто го изгубив. Знаеш како си имаш континуитет? И ја го избега, пошто се заакав со многу ствари, и со снимање, и со филмот, и со се, и ми избега. И сега нема да го фатиш редот, нема шанси. Сега имаш 30 пораки, пример, што не си ги видел. Ухиден таму имаш уште еден тон. Уште толку, да. И многу ми е тоа зафркнато. Значи не можеш да постигнеш да не стигаш. Па види, знаеш и ти сам, ако си го имаш редот, им стигаш. Ја кога го имав редот на сите им враќаш. Али ако го загубиш малце ритмот, сега тргнеш да им враќаш на тиот пред 2 месеци што не си им вратил. Не зборувам за соработки, зборувам за луѓе што ти пишале, еј брат, што те поштуваат, што се. Те видов таму и таму, ме разбираш. И сега ти едноставно поготоа сега и со ваквото се што се дешава, халас емоции. А се сликаат луѓе брат со тебе, уште има таа. Да, навика на пример идеш, не знам, Охрид, Прилеп. Да. И тоа е многу убава работа, брат. Тоа е нешто кое што последно време и деца многу се сликаат. Они се бар најискрени у тоа што го мислат и сега ти вика глуп си на Инстаграм. Па добро, они се искрени. Нема задршка, брат. Он гледал видео глуп си вика. Да, реално. Ова те праќаат по матично да ти докторка да носиш. Глуп е. И преако ми е така што дај тоа е некако брат некој поздрав од публиката дека правиш нешто добро, дека нешто се дешава. Да, дека си присутен и тоа за тоа мислам дека никогаш нема да ме умори, тоа би го сакал цел живот да ми се случи. А да не беше ова што си денес, што друго би било брат у животот? Па ме праша на ФДУ кога отидов професорката пред у тој приемен испит, ме праша ако не те примам што ќе правиш, да. Значи довар сум јас. Да. И кажав од ФДУ ме пратија. Памти може да потврди и реков тоа е у приемен испит, тоа уште не сме ние, не сум примен јас. Само значи ти треба 15 минути разговор имаме со нив после првиот круг. Ја влезем во втор круг и ти поставува прашање што ако не те примам. Да, и ја и реков ќе возам такси. Шити се. Да. И они се смеат, викам, јас сум сериозен, викам, јас сум дете, ја немам друга опција, едноставно ми е. У таксито? У таксито. Немам друга опција. Никако не сум можел да се замислам како нешто друго. Да, бе. Еднаш кога ми дојде преку глава, малце сакав да отидам на правен факултет, ама тоа се тие бубачки кои ти. Да, бе, у глава.
Али, па добро, и правниот факултет да бидеш добар адвокат треба малку да знаеш и да глумиш. Треба И да бидеш лажеш. малку, да, се така И да треба да. лажеш, да. Не да лажеш, да си играш со Да си вистината. играш со вистината, да. И со фактите. Значи, Точно. тие луѓе се, види, ја им се фасцинирам на тие луѓе, тоа е. Значи сакаш да кажеш дека на крајот од денот упорноста се исплати. Па да, дефинитивно, брат. Мислам, не сум го кажал, само ја го кажал, тоа е многу попаметен од мене и Џордан го кажал Да, и бе. така натаму, така што Као дефинитивно, веќе, брат. На Џордан као беше ако не успеш, мислам пробај. Да видиш дали ќе Апсолутно, успеш, ако апсолутно. не успеш пак пробај за ќе успее И нешто. мислата ќе- е многу битна, брат. Многу е битна, ети конкретно него кога го прашуваат што ти се случи у мозокот кога 3 секунди пред крај ти треба да шутнеш и да погодиш, као цел Чикаго чека на тебе, Да, цела Америка се. тебе те чека и што ти осеќаш и он што ќе биде ако промашиш? И он вика, не знам, вика, не сум размислил. Значи он Секогаш- иде само на win-win Да, ситуација. он вика, јас размислил, јас кога пред да шутнам размислувам како ќе се радуваме цела Да, нација као сега. ќе победиме. Да. И тоа значи да не се свати погрешно. 1000 пати имам промашено такви ситуации. како не, бе, брат, Значи мислам. ги имам промашено. Ама Мораш да промашиш за да тоа е дадеш тоа што некаде. тоа е тоа што го ги прават тие луѓе така посебни. бе. Кај исчезна, ова е многу добро прашање, Ајде. исто од ФДЛ ми го дадоа. Ајде прашање. Ајде. Што е болje, ФДЛ или Есра? Као, мислам, Аха. за тебе, дај ми некоја За мене? компарација. Па добро, јас сум завршен на Мислам, ФДУ, не бе. сите тоа- знаеме. Исто кога те Сите прашам знаеме, аеродром или да. Карпош, аеродром ќе ми Аеродром, речеш. брат, дефинитивно. За мене е ФДУ, затоа што Мислам, таму сум разликата која е, дали има Разликата е- таму лоши или добри глумци што излегле или сееш као... Па не можеш бе да ајде бе пресуди. Тино Костадиновски е Несра. Па да, знам. Жарко Димовски е исто доктор. Несра. Жарко Димовски од театар комедија моментално игра у Србија у приватен театар Да. модерн. Мислам човекот е ван серијски Бродвеј е он. Да. И ете таков човек има Несра завршен. И ај сад ти спореди. Значи- Мислам дека е до индивидуален суд. Да. Ако ти фаќа црпка да кај сакаш нека те фрлат, едина работа е што е Есра поскапа за студирање. Да. Затоа што е приватен факултет. Ама И- не ли поише се цени ФДЛ? Да, у некој да, па што е државен факултет, О, брат. да. Кој што спаја под УКИМ и нормално е да дипломата поише му тежи. Ама нас дипломата ни треба само ако сакаме да се вработиме у театар и дури тогаш не тие не Ами, гледаат од кај тие. Ме разбираш, тие имаш Да, диплома. имаш Така што диплома. што значи мојата диплома повеќе од некој што ќе заврши Несра? Ништо. Како и секој факултет у принцип, јас што имам земјоделски, тоа Брате, не е битно, брате. работам нешто друго, И да го работиш ова, тоа сакам да ти кажам. Да. Глумец која си, сега пресудна е евено кај Милчо на кастинг, пресудна е дипломата, врска нема моја. Милчо нема ни појма кај јам завршено, знаеш. Он гледа дали го разбираш, дали си добар, ако си добар те зима. Ај, кога почнавме сега со Милчо, кажи ми... Си го спомнав. Да, си го спомна сам вика, чекај бе, Чекај, дојде, ме прашали, не му нема ли текна да да ме праша. Здраво! Кажи ми што е со фризура, бро. Абе, фризурата не аз. Ова ја имав у основно. У основно и у средно. Летото, да. 7:8. Брат, не Мислам, тој карактерот што го играше требаше да има Да, ваква да, фризура. да. Се, ај објасни малце по. требаше да има долга плава, ја чував косата и брадата некои 4 месеци. Ама долга. Не, долга, А, као по- бушава по- малце. Колку што можев да пораснам, ја Па пораснав. за тоа прошлиот пат кога се видовме имаше ти брада. Да, бев обраснат Да, као толку. обраснат. Сега веќе пошто Викам, заврши што му е, знаеш дека снимањето. постат бербер. И да го шифли тие тебе Да. берберот. Тој кај Ерко да те среди да. Леле, Ерко, ти не знаеш, трчаше па гуте по фол. Значи Од му викам замарење. Ерко му викам за филм ми е. Аме само овие, абе не смеам ништо да чепкам му викам. Него го нервирате, гледа брат, така се нервира. Сака да те среди. Професионална деформација има брат. Реално. И да, сега више заврши со снимањето, па можев да се средам барем малце, кога веќе треба Е, тргна исчезнува. црно, сега е вака више, сега не знае кај. Не, гледај, добар ти е бланшот што некој го прават жут. а тебе ти Добар е бел, овој, така, добар, добро ти го добар. погодиле, Мисли има да случајно знаеш. и жолт како јајца да бидам, Да. тоа беше пред 2 години. Онака на зафрканци се офарбавме со другарите и беше јајце жолт. А сега е окей. Сега е до негде Сега добар добар, и сега да, плюс малку ми расте од натренели црнко. А со црн корен ти си плавуша Дури со се црн размислувам дали да продолжам вака да носам. корен. Можеш, можеш. Милчо ме направи блонди. Ако сакаш да те одследат. Да. Се заебавам. Пишете у коментар дали ми одговара вака косата. Пишете се.
Па мислам дека е добра беше. Не бе, добре е. Јас сум Чим црн, сум па те викнал двој тука, малце. бе. Чим сме тука Арна е. Се шалам. Кажи ми како испадна целата брат приказна, мислам. За... Да, па О. И дали можеш да кажеш нешто, брат? можам. Има работи кои што можам Имам да ги откриам. одврзани раци. Да, не, одврзани раци немам, ама има Се работи ги знам кои што можам да ги откриам. Да. Целата работа, брат, најнормално отворен кастинг, мене ми се јавија, најчесто режисерите си прават кастинг и имаат веќе некаква визуализација за тоа кои актери сакаат да кој лик да го Да, играат, у смисла на не знам, главниот лик сака да биде смешен, да би има смисла за хумор и така Ама натаму. они, например, не ти се јавува на тебе, ало, Стефан, дој него, ти треба пак на кастинг бидеш, така? Зависи, например, они го отвараат кастингот, има моменти кај што се отвараат кастинзи, па ти се пријавуваш, праќаш слики, Аха. или ако режисерот на кастинг директорот му каже ми требаат одредена група на актери, например, не знам, јас не спаѓам во драматични актери, ти текнува. Да бе, да. Ако него му треба зрел, пример 40 години драматичен актер, не може да ми се јават мене. Ти текнува. И се, например, Милчо посакува да има кадар од актери кои што се со смисла за хумор и Да, така бе. натаму. И според тие некои описи таму на неколку ликови, јас одговарам. Ти се вклопуваш. Да, во тоа и целото. мене ми се јавува кастинг директорката Милка, поздрав до Милка Анчевска. Поздрав, Милка. Милка е царица, срце моје. И ми се јавува и ми вика Стефан вака и вака. Ти си избран. Не си избран, не, бат. Она им звони на сите што ќе им текне. Аха. Кои што и Што- личат на тоа, да. У профилот. И ние одиме, не знам колку актери бевме на тој кастинг, пошто одиш сам по сам, не знаеш ти колку луѓе се. Аха. Може имало 100, може имало 200. Да бе, не знаеш И ти. да, почнуваме да А само од Македонија или од цел регион? па мислам дека имаше и еден италијанец, ако не се Е, лажам. многу јако. Да, пошто Милчо е брат, Милчо е Да, бе, низ си- цела Европа, брат. И имаше, мислам, еден италијанец, тоа отпосле го дознав. Ама генерално се македонци. И Да. он сака да работи со македонци. И веројатно и цела екипа сме македонци, така што мислам дека македонски филмови. да, мислам дека и ради тоа не сака да оди да има јазична бариера, па да не може да се разбере Да, и така бе. натаму. Што ќе И те разберат да. италијаните. И одиме брат на кастинг. Златна буба, Мара? Да, одиме на кастинг, траеше, не знам, одев некој можда 5-6 пати, одам еднаш, па по 2 недели па ме викаат, па одам пак. А у Тоа е принцип процес. сите, например, те викаат за втор круг, така? Да, Другите испаѓаат. Па искрено ја не ми Има знам само дали има песен кругови. круг, Не знам. Аха, Они ми се јавуваат дојди пак. Ај дојди пак. Па друга сцена ми даваат. Па првиот кастинг кога го направив не ми го дадоа сценариото, ми дадоа монолог од некој друг филм. Аха. Пошто не смеа да ми го пратат сценариото и викај еве приближно нешто до тој лик од друг филм што веќе постои. Не се базирај на тоа, само научи го дојди. И после не знам, можда месец и пол, два, теравме кастинг и ми се јави Милка и ми кажа: "Еј, слушај, Ти си може ли да не ја сечеш брадата и да не ја Да, шишеш не косата?" И ја вака се тресам и викам: "Што се дешава?" И ми вика: "Па ништо, како што ти кажа, пошто она више те информира полека пред Да, бе, крајот. ти кажа. Му се свигаш, не му се свигаш и така натаму." И ми кажа дека Милчо многу е засакал мојата енергија и така натаму и рекол ми треба човекот у филмот. И ми се јави, ми рече, како што ти кажав, те сака у филмов, не ја бричи брадата, не ја шиши косата Идеме. и некој период не збори на никој. И така и беше. Аха. И од кога се потпишаа договорите со продукција и така натаму, више можев да кажам дека Дека си, сум во да. филмот, дека ќе играм и така натаму. И моментално се случува нешто многу убаво, брат, за тоа што мене ми е прв долгометражен филм од Тоа да. ќе прашав дали ти е. Прв долгометражен игран филм и тоа е Милчо Манчевски. Да, бе, Искрено, докторе, човек, да, бе. искрено а, За кај нас е. јас на пример имам некоја популарност кај младите, која што на пример ќе можам да привлечеш да привлечам повеќе внимание и таква така натаму. маса, да. Ама тоа што мене Милчо ми го дава како тежина и смисла на цело И ова не е... само за Македонија, тоа ќе мислам Да, дека по пошто он фестивали, има, по све и свачега, брат. Знаеш како, многу повеќе некако, знаеш, до сега и театарот е тука и се е окей, меѓутоа
Не друго е ова, мислам. Ова му дава смисла на се што прави. Ова за тоа си Текме, учел. Да, да. Да. Да Ако некој ме праша зошто ти се тегнеш 3-4 години, снимаш и така натаму, и рилови и се живо и диво, дефинитивно одговорот е за оваквите Па работи да, ти да не почнеш, рецимо, не само ти општо зборам, да не почне било кој нешто да снима и да станува малце познат и вирален и се тоа, нема никој да те примети, така? Имаш ти пак шанса, ти отидеш на кастинг, не велам ја дека пресудно е да имаш имаш, фоловер да. за да те земе, него... Ама пак друго е, вака ти дава на некоја тежина. Да, знаеш како, можеш да си најубавиот продукт, ама ако не те гледа никој, Па многу тоа тажно. зборам, да. Можеш ти да си многу талентиран актер, ама ако никој тоа не го гледа е многу тажно. А што ќе кажеш на тоа што, например, актериве, као викаат им е испод част да снимаат на Па да, социјални ма, мрежи. што знам, веќе почна. Ама сега почна, да, сега многу почна. И тоа почнаа луѓето кои што не им беше испод час, кои што знаев дека ќе почнат. Луѓето кои што знаев дека имаат поголема амбиција од тоа што го прават. Ама и они баш можат тоа да го доловат од Апсолутно. општо некој рандом инфлуенсер, Да, рецимо ја не можам да одгумам нешто што они може Подруго да е, го да, знаеш. подруго е. И сигурно креацијата им е на повисоко ниво од Апсолутно. мене или било кој Апсолутно. рандом инфлуенсер. Види, сега. мене, еве сега искрено си правим од мене, ако ме прашаш, ти направи нешто кое што си посебен и не знам зошто не продолжи на таков начин. Со Ја знам дека нормално е дека ќе ти бараат повеќе и повеќе и повеќе, меѓутоа ако ја поминеш таа фаза да се правиш глув на тоа повеќе и повеќе, да не перципираш, туку да продолжиш Да со тоа што си продолжиш. почнал, во еден момент ќе станеш многу епик. Тоа е моментот што мора да се издржи, значи ако ме прашаш мене, ја мислам дека збориш Не за треба. картоните? да, ти не треба да се преоптеретуваш толку со моментот. Ја точно кога ќе те видам, ја знам тебе што те нервира и знам кога ќе видам некое видео, знам дека ти побарале нешто да направиш, а тебе А ја ужасно не тоа можам те да се уклопам Да. од таа И прича. тебе тоа те нервирало, знаеш зошто? Пошто нити тој што побарал од тебе такво нешто ја разбира. Да. Значи, ако ја разбирал, немало тоа да го побара од тебе. Точно. Од проста причина што Не сум ја тој тип. не си таков човек, не си тој контент, луѓето Да, тебе не. не те сакаат ради тоа. Тачно. Луѓето тебе те засакаа и мора секогаш да се враќаме на тоа Да. зашто не засакале. Тоа е ти не си прв него втор трето ми го кажува, река Апсолутно. тоа што како што си почнал, тоа никад и да кој да го вратиш овако, тоа е функционирало. Дефинитивно. И не треба воопшто да, ако ме прашаш мене, Да се разграничуваш на се расплинуваш со енергијата на поише ствари. Ја ти ја разбирам, потреба да си викаш, ја мора нешто да сменам. Да, ама мене ми е досадно некад да гледам, Не ама викам, мораш. не па на луѓето Да, се, ама што не викам, ај мораш. нешто друго. Не мораш. Па да, и тоа Апсолутно што не мораш. да, Никој не те, види. никој не ме форсира за Да, нешто. оние кои што станале епик во своето што го прават, го издржале моментот на кога сите им викале смени. Смени доста. Нема што да сменам, јас сум тој. Да, И држи Џо Роган го. има нешто сменето неговото студио. Нема си Не. звони, Тоа гази, сакам да ти брато, кажам. бе. А мислиш дека во неговите почетоци, кога Сите, почнал он да... сигурно. Пошто он е стендап комичар, не знам дали знаеш, он е комичар Не е човек. боксер, човек. Не, он Мислам- првична професија му е стендап комичар. Озбилно, Да. не сум знал. Да. И он е коментатор на UFC. Да. И сигурен сум дека во една фаза некој му има викано ајде да смениме од тие активности. 100%. Ама останал доследен и е братот дефинитивно најслушан подкаст, брат, го сменија форматот, го сменија Па ради Spotify, него сите више отворија подкаст, Да. знаеш, и ова цел е добар момент, пошто знаеш дека ти ми беше прв гостин гостин у подкастот, да, и тоа да. кај мене со глупи бубици, со све, бе, Да, тоа и тоа ми е на пример само моментот, пази. Не, ќе Ќе успори она, си знае. Ајде. Ако слушнете, Мислам, значи голема е. ме гледа, знае кој е у кола, брат. Не. Баш као вижбам се, јас сум заебан. Леле, ако му Да не излезе. излезе, Врати ама. се. Врати му се сега, му кажам два збор. Види, точен е рецептот и тоа е многу битно, точно и тоа да се вади цело време нешто ново. Меѓутоа, ако не си спремен да го надминеш претходното, оно нема потреба. Да. Ја ги прекинав политичарите, Е, рецимо. тоа ќе те прашав зашо ги прекина, рецимо. Ги прекинав кога Зашо кога ти открив. издосадија? Не, кога открив, прво ги исцедив до крај. Да. Немаше више што да се прави.
почнав да размислувам што би можело да се менува, какви би биле видеата ако се стават од други околности. И после тоа ми дојде момент на чекај, да видам дали мене ми е најсмешен глупиот хумор. Дали оној најбейсик глуп хумор ќе помине. Што ќе биде многу реален, значи нема да измислувам ја топла вода, некој ќе биде баш најреалниот македонскиот, што стварно се случува, што стварно се овако. И мене ми е лесно да ги одиграм тие ситуации како не знам како актер за да биде тоа посмешно, например, не знам, природно да изгледа. Да, да изгледа природно онако ти го сгрешиш името, па си снаодлив. Да. Тоа е ултра глуп контент, брат, ама е смешно, ти сам си го гледаш и се смееш, и кажеш, што е ова, бе? Без поента е, немаш потреба многу да размислуваш. Нема, тоа е, кога ти ќе утнеш, кој се заебеш, Арно Ама, има големо Арно Ама, се ни беше супер Арно Ама и го сгреши името. Тоа е комедијата, тоа е Home Alone, тоа му се дешава на секој. Да. И така што кога сватив дека тој концепт на некои 50-60 видеа секој ден ќе ги надмине политичариве, земав да го правам. Изфорсира Макс, мислам, со тоа, не изфорсира луѓето, него ти да се изфорсираш со тоа да објавуваш секој ден или како веќе. Секој ден сакав да ставам по еден рил и најчесто или 13:00 или 17:00, така да, беше. ама гледаш дека мора као што иде време од нешто цело време брат да менјаш, мислам окей, картоните све е нормално. Ама треба нешто, не знам, ја цело време брат го мозгам тоа, ајде дај нешто друго. Јас сум си досаден сам на себе. Концептот нека биде тој, ама ти на пример за картони имаш цело време нови работи што се случуваат. Да, брат, имаш овие политичари, ми се инспирација најголема. Цело време имаш нови ствари. Да. Така што мислам дека тој концепт не може никако да помине. Сега, не знам, можеш да го исечеш ова ако не сакаш да го има у смисла на да не го издаеме ако одлучиш да го правиш. Како ја би го работел овој концепт со тебе? Ја би ти рекол, бомба, нема веќе видеа, бриши се што имаш од видеа, остануваш на картони, ама денеска не пред зграда, не на тераса, саат време одиш на рекорд. И со телеобјектив некој од 3 пички материна те слика оддалеку, ама твојата кауза е саат време да стоиш на рекорд кај што е најфреквентно да те видат луѓето и уживо. Тоа што го прави овој устари Дјот Вицајн на Манхетен што е вака. Јај да му го отвориме профилот да видиме дали има едно видео. Нема. Ама знаеш што е поентата? Што он на пример нема видео, да, ама паѓа со фоловерси. Знаеш, пошто не прави ни само го тера тој принцип. Ако паѓа, ама го издржува. Да, го издржува. И утре кој се случи пак вајрал момент, кој ќе крене он картон за тоа. Да, пак мислам не знаеш кога може да. Пак ќе биде он највирален од сите, брат. Пошто кога крена картон, не знам дали беше за Snoop Dogg, нели Snoop Dogg објави некоја реклама со дека не пуши више и како да. И он крена картон за тоа, сите го испошируваа. Сакам да ти кажам, ти можеш ти само го оставаш другите да прават трендови, од кој ќе направи некој скандал или тренд или така натаму, го пишуваш и чао. При тоа ми се свиеше многу моментот ако ти текне кога ги ставаше низ град. Тоа беше. Кога ги буцаше вако. Немам време да брат. Те сваќам. Дете, жена, се сваќам. Иначе супер беше тоа, пошто имаше на портали го разбуди со позитива цело Скопје, бомбаки збава. Тоа окей беше и добри пораки увек. Види, ти си проект кој што не можеш да се работиш сам. Јас сум проект на владата. Да, не можеш да се работиш сам. Да. Тоа треба да го разбереме. И моето е истото, јас се поулавувам веќе сам. Остај сега мене, дај да се вратиме на тебе, луѓе сака да слушаат нешто за тебе. Цел подкаст за тебе правим. Ти што ми испофали. Ти дужам вако 50 евра, после ќе ти ги давам тие, знаеш, мислам ова беше договорено, ќе ти ги пуштам после тие, на трансакцијска ќе ти ги пуштам. Ја мислев одма ќе ми ги даеш, ама добра, ајде, може и на трансакција. Кажи ми, слушнав нешто, некој пиле ми кажа дека спремаш емисија, сакаш да зборуваме за тоа? Ајде. Само не знам дали сега веќе у овој момент, ако одива на 7 септември, е веќе излезена веројатно. Да. На 100%, што со тебе иде? Да. Прво па не, па требаш, веќе ќе знаеш, не можеш да ми речеш дека спремам. А она ќе излезе на 1 септември.
Кажи ми малце за емисијата, брат, што веќе е излезена и како дојде до таа идеја и што... А таа Која беше замисла? идејата... Сега мене ми кажуваш ја да продолжам со картоните, а ти правиш цело време нешто ново, брат. Не, добро, окей, да, управо си. Па добро, доов до идеја, гледај, во оваа идеја стои 4 години у фиока. Сум ја замислил кога не правев контент, не правев ништо, бев на факултет, со другар ми Бојан ја измисливме како дека може да се прави. Како би ја правеле, па да видиме некоја соба, во некој стан, да земеме на маса, 2 столчиња, па со телефони, па така натаму, едноставно не ни дозволи времето да ја реализираме и супер што не сме реализирале, затоа што не била за тогаш. Значи све у свое време. Да, значи била за сега, кога сум ја веќе спремен, кога си направив продукција, кога можеме да снимаме со high quality камери и така натаму. А не со GoPro, а као бомбаки стуга. Апсолутно! Значи роустот си го фати сам, ама сам си го кажа. Тоа беше Sony Z3X, као бе, не знам, не ги знам. Не, јас со Blackmagic снимам. А, Black. Да. Се курчи, се курчи. Ништо, јас сум така. Ништо, еве го мајка. Сечи го. Не, вака, не, па види, сега овој момент више стварно и не се работи толку за колку тоа кошта, толку се работи за со колку луѓе се знаеш. Да. Веќе имам многу поише контакти, да. Можам да се јавам кај луѓе, да го изработиме тоа, да влезат копродукцијски у него или да направам било каков дел. Па, сега брат, кој каков број. Да, се шалам. Не, луѓе кои што работат таа сфера видеографија, едноставно. Ја имам мои камери, ама не можам да си дозволам таков вид на шоу да го снимам сам, ме разбираш? Да. Плюс треба да си посветен на креативноста во тоа, на наоѓање гости, а не на монтажа и снимање. И поделено ми е секторот, дури луѓето кои што работат видеографија, тоа се Дарко, Даре Дете и Steady Flow, они се врвни монтажери, ја не им давав да го монтираат. Они се доктори, да. А ја давав да го монтира Бојан Коцев, значи ги поделив. Буквално му реков на Даре, јас сакам ти да се посветиш комплетно на тонот и на сликата, да дојдеш да снимиш и да си оставиш материјалите и си одиш ме сваѓаш, да не мораш ти дома да го мозгаш ова. Да. Бојан ќе биде тој кој што нема да дојде тука, нема да се малтретира со снимање, само ќе му прати материјали и ќе монтира. Така што концептот е, брат, нешто кое што го има во светот, на Балканов од оваков тип не. Го има во Србија, го има Джота со веќе глупи хвора, кој што не е на ваков принцип направено, пошто тоа се глупави шеги. Ние никад, мислам, не можеме да измислиме топла вода, више измислиме, само да изјаме ги приспособуваме. Да. Инспирација црпена. Така што тука моментот е на вицовите, пошто ние македонците сме јаки со вицови. И не одиме на глупи фори од типот на знаеш и што е тоа црно големо, него се баш вицови текне. И сватив дека виц како збор во Македонија многу одамна некако не вирее, а кога и да излезе некој да каже Тони Михалски да каже виц рандом негде, излегува и пука вајрал. И се викам добро, чекај сега, јас еве колку време 2 години више ги смеам сите овие луѓе. Зашо да не... Да, ја да видам некој што ќе ме насмее мене и така доаѓа до идејата да биде битка, значи да не биде класично седиме кажуваме вицови, него да биде виц битка, која што ќе се игра до 3 и ќе поканувам луѓе кои што се од тој свет, актери, комичари, нешто да задзвоне. Ало, кој е? Не, чекај. Чекај, ќе дојдеме сега за брзо. Ајде. Ни си убација. Не прекина, ете на пол. Баш убаво беше. Да, заборев да го ставам на РБ. Ќе поканувам да ми бидат гости, односно ќе предизвикувам луѓе кои што се од таа сфера, кои што се познати, ама се малку по дали се актери, дали се комичари, може и да е само актер, не мора да е комичар. Јавни фаци у принцип. Да, кои што знаат на пример да кажат виц, да бидат хумористични. Да. И ја ќе ги предизвикам нив да они мене ми
седнат и да видиме кој ќе победи во виц битка, дали они мене ќе ме насмеат. Саш да ти кажам јас еден виз. Одма сакам да ми кажеш еден виц. Саш да пробам да не се смеам или ми звони мене телефонот. Ај пробај да видиме дали ќе те насмеам. Ајде. Као си бил еден дечко и гледа некоја многу добра девојка и вика кај си бе лепотице? И ова му вика не сум ја лепотица. И ова вика па не си ни кај си бе. Много е глуп, брат, смешно, не, многу смешно. Ја го знам со наркоман, дека бил наркоман дечкото. Добро. Па тоа е. А истиот? Да, не, дечко не го само е наркоман. Си бил наркоман. наркоман и им вика на две, кај сте бе лепотици, па не сме па не сте ни кај Не сте. сте бе. ни кај сте. Да, па добро ми се ја многу сакам глупи вици, Да, многу. преглуп. Ја обожавам, брат, и онака некогаш кога ми кажеш виц глуп, што не го знам, и ме шокираш, брат, онака не можам да си... Даре дете често ми го прави тоа. Даре ми се јаво и ми кажува некој виц, што не смее не, никаде да се каже, бомба, ти кажувам, ми го кажува по телефон и му викам последен пат да си го изговорил ова, бе. Дали си ти нормален што ми кажува? Да, има доста глупи вицови. Ја, многу, брат, А многу, ја многу. поштувам стварно глупи вицови, брат. Као Ултра, брат, кој не поштое кратко, јако да те удари, то... она со змијата и не знам, поминал зајакот на змијата, кај идеш бе, ваму, не, ама ти немаш нозе и даби, падна. Скроз, брат, без поента, онака ми се врв и мислам дека сега им дававме хинт на сите што ќе ми бидат противници, знаат дека паѓам на глупи вицови, брат. Не, ја реално, искрено, паѓам на глупи вицови. Брат. Да, така Тие ми се што посмешни него да ми раскажуваш тука е сејдот. така што отидете на мојот канал и погледнете првата епизода која што е со Тино Костадиновски. И смејте се, бе, 13 минути е концептот, Ти тоа е тоа. планираш да ме викнеш мене, брату, или Треба да И научиш треба да вицови. заслужам. Треба да научиш вицови. Па нели ти кажав се Два ми кажа сега, треба поише да имаш. Треба поише. Па добро, кажи Да. ми ќе учаме. Иначе имам дома книги, брат, 3-4 со кумановски вицови. Па дај ми ги. Па озбилно можам, пошто ми стојат така, можам да ти ги дам. Ама Апсолутно. Стварно се глупи вицови. Апсолутно ми треба, Дури вика ти ми се апсолутно. плаче, брат. Али у принцип, окей. Апсолутно ми требаат, брат, и така се тера некој таков концепт под проста причина што и не кев ништо да преоптеретувам освен тоа. Значи се почнува Да, со класичен роуст, јас го роустам гостинот, гостинот ме роустам мене. Луѓето се поише и поише треба да сватат што значи зборот роуст. Да, треба да се роустање е као Кога креативно се плукаме. да, као на културен На начин. културен се начин, забаваме, да, на туѓа културен сметка начин, или Да му кажам на бомбата дека дека сум GoPro-то му е кретен. срање. Да, дека сум да, кретен. Значи се роустаме на таков начин и прво нормално јас го роустам Ништо гостинот лично. од мене, ништо лично, апсолутно роустот е многу здрава работа. Да, Многу здрава работа. Реално. И не треба да се лутиме, мене ми направи Тино опасен роуст, брат. Онака со мислам гледате во епизодата кај што каже дека они ме нашле, дека они ме донеле у Скопје, дека ми избањале и така натаму. И апсолутно не смеш да се лутиш на роуст никогаш. Да. Тука И тоа се е гледа, добро. тука се гледа колку имаш коефициент интелигенција. Ако на роуст Да, се налутиш, онда стварно си не си разбираш добар со хумор, бомбата, брат, да, не разбираш хумор, имаш проблем со себе. Со себе, тачно. Така што концептот е тој, се роустаме на прва и после тоа седнуваме и Clash of Titans, правиме битка кој ќе победи. Да, не смееш да се смееш додека го слушаш вицот на противникот, а смееш да се смееш додека ти му кажеш него. И играме до 3, па ќе видиме понатаму кого се ќе предизвикувам. Да, вајде ќе дојдам и ја некад пошто. Кој ќе навежбаш вицови, можеш да ми бидеш предизвик, Да, значи да, мора да, да да. малку да ми бидеш Сега да кажеш со други збори, сега да каже глуп си, сега чекам. го роустам. Почекај, Не, мора бе, се не, научи не, не, нешто не. и тоа. Значи ти треба да ми спремиш вицови за кои што си сигурен дека не ги знам. Може есеј да ти напишам као... Есеј. Да. А како би ме роустал, бе ај пробај да ме роусташ. Не бе есеј цел да ти напишам, за да ти дадам прво, за ти да го одобриш, за да можам ја да дојдам. Може и така ме, може, ајде по мејл само да ми го пратиш. Не, па ти кажав на почеток со Нема фризура, појма. кај идеме се. Со фризура, ова идеме. Хаос. Мислам дека у интерес на времето дека траеме доста 30 40 минути 40. скоро. Ако уште малце ќе се помообетиме. Не, ќе се помообетиме, јас сакам да ти дам еден од моите спонзори, брат. Ај, так, чекај, па тоа е тоа, ма, знаеш ли македонски како ми е бренд. новчаник? Како? Искина, Таманка за да, брат. вако? Ама,
од Алфи Техно центар имаш нешто што не смеш се шалам, чек, можеш да си. чек. Ја чисто да те дарам, да те дарувам. Дарувам бе па ти го. Чекай, што е ово? Ова е за кафе, да си ја, ти биде убаво цабајле која ќе... Па ти многу брат. Знам дека пиеш кафе. Многу пием кафе брат. Многу пием кафе. Кафето, цигарчиња си лета. Се. Па да. Мораш да бајле стануваш тоа ти е. Една штека. Чекай да видам кој модел, пошто им ги знам новчаниците, да видам кој модел е. Ајде, мислам дека би требало да ти се... Ова е за картиците да ти бидат тука, пошто ти имаш многу картици од сите банки. Од сите банки. Тоа е тоа. Чекай сега, стој. Стој да ти покажам за нешто. Црна. Чекай ти да се, ајде. Ајде. Чекай, ова мора да ти го покажам се. Значи, види го. Исто е, така. Тоа е бе, тоа од кај ни фе купен. Ломе направен, гледај го. Колку е стар? Значи ме подновија, сега се истиот новчек, тоа е тоа. Реобнова му Од кај ни го купив и можда не знам колку време, баш 3-4 години може да го имам, да. Да не претерам, ама да. Истиот е бе, тоа е. Прејако. Ја умеѓу време само да ги поздравам и Джева Хермол, сите можете да отидете таму да си купите нешто да видите све што има и што нуди. Тој и Бабилон кафе, таму имате доста добри пијалоци, Фредо еспресо, јас си пијам. Сега таму идеме, да, знаеш. Кафе да пијам. Таму најавата ја пукам. Немек правиш. Таму не чекаат многу јаки фаци што ти ги знаеш. Не чекаат но ја вија, ако ме степате денеска, па ти спремам нешто. Со бабушите се собрале, ми звони. Ваму, чекај, па и си соберев ја пече звелешен и така како било. Ја не ти кажам за да бидеме посилни, свејаш. Знам ја зашо го правите вие тоа, само ајде, И тој пак и само знае да вежба у теретана. Да ги поздравиме и бабушите, живи здрави да сте. А осте го што збори сега, ќе видиш што ќе Пак и Ниџо, така ли? Пак и Ниџо, да, они се мои браќа. Поддржете о Ниџо, почнал да прави стендап, некој ми прати, мислам. Не го направивме моето за стендап. Да, почнал да прави Ниџо стендап. Ти за стендапот малце, да, он прави, ама веќе има направено или ќе дојде, ќе направиме тука стендап около. Кажи ми ти за тоа. Не бе, ја мислам да вако, пошто нема врска, не знам кој датум он... А на 21-ви да поддржете го Ниџо, треба да дојдеме сите у паблик рум, да изгазиме, да издоминираме негов прв стендап. Апсолутно, на секој што пробува прв пат треба му дадете максимална поддршка. За вас само секунда, за него спомен за цел живот. Така да не е ништо страшно, купете си карта, не е скупа, ефтина е и ќе има доста добра. Абе хумор има ли по оваа работа од хумор бе? Ќе отидеш, ќе си купиш карта, ќе пивнеш нешто, ќе си излофтираш со мозокот, ќе си поминеш убаво, жената нема да ти се дере, смешно ќе биде. Ќе ти се дере кога ќе доеш. Зашо ги ти се дере? Зашо кај си бил до сега, што правиш? Не бе, со жена ти ќе одиш бе, па ти ја го изеде готово, катни го. Да, сеќи. Нема појак. Да те прашувам или ќе ми дојдеш увакво у втора Кажи што те интересира, кажи. Ти ќе ми дојдеш пак за пред нова година, тоа сигурно. Ќе дојдам бе, ќе дојдам. А за стендапот кажи ми, сега видов дека, мислам не видов, него дека е експанзија и дека има доста види експанзија. Актуелно е, не дека стендапот не бил актуелен. Кој што беа инфлуенсерите, сега ја стендап немам направен, сега што живам. Ајде ќе пробаме шо. И праши го Ниџо, сега ќе ти каже, нема по стресна работа, брат. Нема, знам како. Ја имав трема тука, викам сега прв пат дека прва епизода. Да. Викам Стефан го знам брат, викам сме седели 1000 пати дома кај мене, седе брат. И џабе. И џабе, да, пак имаш позитивна. Веруј ми дека пута 10.000 од тоа што сега имаш, трема пута 10.000. Мислам дека имаше некоја ова како се вика, некоја стади на англиски како се вика на македонски сега. Кој е стадиум? Не бе, стадиум бе, као истражување имаше дека најголем стрес кај човекот е стресот од јавен настап. Ама најголем онака, значи нема по Ама не вака, него збориш уживо. Јавен настап пред луѓе, да, уживо. Значи тоа е, брат, мислам дефинитивно, затоа викам поддржите и сите кои што воопшто застанале на сцена прават нешто што пробале да го направат. Креира, да, што тоа е
јас на пример во моментов не правам мали стендапи у смисла на додам со По кафичи, и по така овако, натаму, од проста причина што сакам. Пошто више ја напуни, ја не сам дански 10 Не, пати, не, сега не, му е не. преку глава. Па не, знаеш како, Се сватив дека зошто кога веќе окей, сваќаме дека Македонија сака хумор, сака Сака, стендап. брат, и треба хумор у ова вакво време, треба хумор. Да, и зошто да не го правам тоа, ете така, Да, се еднаш на пошире годишно тоа. ниво, ама посериозно. Да. Моментално сме пред Јане Сандански. Зошто да не ја наполниш 5 пати Јане Јане, Сандански, и- кај што има место за сите, отколку да ти 30 пати у месецот настапуваш, направиш кај и што ја ќе више станеш влегувам досаден. во, ама не само, гледај, тоа е, за тоа треба енергија, брат. Па треба бе, како. Значи, И ја ја даваш 30 истата енергија. Не, апсолутно не. Значи 30 настапи да имам, не можам на сите да им ја давам истата енергија. Тачно. Тоа е факт. А 4 пати Јане Сандански само растев. Значи Да, првиот да. пат, вториот уште појако, третиот уште појако, четвртиот пат најако. Не, па добро, више си уходан и више Да. излагаш и викаш газам. тоа Ама е и тоа. знаеш дека се 4 и не повеќе, толку се. Да, Сега ќе ги дадам, па ако треба ќе умрам. Да, Не сваѓаш, па, значи ако се 30 пати ти више станеш у механика влегуваш, да. тоа е Да, и веќе ти е рутин. секој ден мораш да го правиш, знаеш. И не ти е истата енергија, брат. А која публика е најтешка, брат, според тебе? Да ја насмееш? Зборуваме по градови? Зборам у градови, да. Па не сум одел по градови, брат, не знам, искрено. Туку у Сандански имаше од секаде, од Не, цела Македонија. онака, зборам што валја сигурно си правам ова, ти кажеле ова. Да, ова е од колеги, најтешка, па шо знам, брат, искрено, не знам. Мене најтешко ми е у Велес кога настапувам. Па пред своја публика. Да, не ради е нив, него ради себе, нормално, пошто јас идам од таму И и сега што стиш добар впечаток. се, буквално мислам дека до настапот во Велес имав огромна трема за стендап. Кога го прешол до Велес, кога отидов таму, се појавив. Настапив 10 минути и да ме нема избегав. Тогаш вака ми се случи у мене као брат, ништо полошо не може да ти се случи од ова. Значи, Да, бе. сега више куроболие што се вика, знаеш. Тоа е и- тоа, сега гасам. Да, ми требаше тој момент, пошто велешани се многу интересни, они ако си добар, многу ќе те наградат, брат, многу. Ако си Брат, ако си лош, не дај Боже да бидеш лош у Велес, брат. Значи, брат, вака ќе ти вика, ти си најлош, бе, ме разбираш? Да. И тоа е многу здраво и многу добро, пошто играм представа, не им се свија представата, иди и ти вика, брат, не можам да ја. Знаеш, и не му замеруваш. Фала ти на искрениот коментар. Немашам да го... Од друга страна, представа што е ултра добра, ти иде и ти вика, брат, ту не е нормално. Супер, да. И тоа е најискрената публика, брат, и може би пошто сум нивни така се Па однесуваат со мене. домашната публика, да. И не се тешки да ги насмееш, велешани, ама мене ми е најтешко пред нив. Па добро. Мене добро. субјективно А е највише многу. и трема имаш, Да, така? субјективно е многу, ама мене ми е многу страшно да настапувам пред велешани. Затоа што мој народ ме знаат, секој ден сум тука, некако ми е тешко да ја било што ги- повеќе понудам од тоа што секој ден им нудам, знаеш. Да, да. А добро, у Велес, например, имаш као, да се сликаме и кај си, или нема, кој што више те знаат, као, исто да, као у мене, Велес ова е, најмалку, така? у Велес најмалку. Се Да. случува со деца, сега се сликам например со деца, да. Не дека не се случува, ама најмалку во Велес, затоа што сум стварно Те таму. гледаат секој Тамнешен ден сум и што се си, вика, да. тамнешен сум, ме знаат И и сега, тај... Ајде бе, са со Стео ќе се сликам. До вчера беше исто како кај мене, до вчера беше клошар сега. Па не знам дали го прават тој муавет, ама ама Мислам, не, чисто си... да, не дека им испод час, него им едноставно брат. Абе, те премногу гледаат си присутен, секој да. ден, да. И... Премногу си присутен Те и знаат. немаш на Владко Стефански комшија да не се слика со него, така. Да. Ама ја да го точно видам гледам Владко, сега. се раците ќе ми се испотат, значи Да. тоа е таа перспектива, разбираш. Да, има прича. Кај возиме сега, бе? Кој Ништо. знае кај ме носи луѓе, вој. Ја те вртам тука ни Саро. Кој знае кај ме носи, по бро? ова, по она. Него, пошто е 49 минути више, ја у интерес на времето и на гледачите да го задржиме вниманието, ја би пресекол тука и би ти рекол. Со што ќе сечеш со Супер. катаната? Имам бонсек по за еуко. Совет што би ми го дал, остани свој. Да, не, ти кажи совет за гледачи. бе. Останете свој. Миру Светов, ја Миру Светов. Што и да правите, да останете со чиста душа. Да, со чиста душа. Мене тоа ми е мотото на животот. И мирно срце.
Па ќе ти биде ако ти е мирно Ако душата, ти, ќе ти да. биде срцето. Ова се големи мисли од едни. То више влеговме у мислителот, значи веќе сме во тоа. Од едни вако. Значи, знаете што ми прави? Ме врти у круг овако преска. Да, од И ме пулавува, сега не знам дали сум му одговорил некој прашање или ми се дешава овакво. Лере, не е реално. Степ, фала ти уште еднаш овако што гостуваше кај мене. Фала ти, брат. Мислам, ова е добро што го правиме или треба ова со картони да го правиме, како прашање на картони да пишам, а ја да не зборам. Ти да збориш, знаеш. Јас само чутам. Или да го направиш првиот подкаст кај што ти ништо не збориш. Ништо не зборам. Замисли го тоа. Тоа го нема, знаеш дека го нема никој на. Јас само Тоа ти замисли го тоа. све пишано на картон. Е, добро, ти требаат комуникативни луѓе. Па, Не бе, ни картон нема бе. Што му Влегуваш у кола и сам да збориш. и сам он сам да Да, збори. бе, ја брат. не- А јас со пантомима можам. Не можеш ништо, бе. Не е што бе ти го возиш. Јас само воз. Да, бе, брат. Да, не ти е лоши идеја. Или па, не, види сега, да не откриваме, ама ти можеш да му даеш некоја листа на прашања, он што би ги имал у Тука глава. бе, и он сам си Да, ги бе, да. одговара. Не, они не ги гледаат тука, се Да. стајни, он си одговара. Може и тоа, гледаш, не ми текна. Не сакаш да ти правува. Фала ти уште еднаш, Фала ти, брато, брате. фала и на вас што не гледате. Се надевам дека ќе стиснете таму некој лайк, шер, Лайк, шер, subscribe, subscribe, све ќе звончето, направите и мончето, кај таму мене се. и кај него на неговиот YouTube канал ќе го има тука негде. Стата Николовски. Да. И останете ми со здравје, имајте прекрасна вечер, прекрасни сте. Скопје, Македонија, Велес, Битола, Трилja, Креди ги сите се. Охрица, И са, 10 minutes later, они се на македонски брод, Плачкоица, Македонска каменица, Гергелија. Евгелија Струмичани. Се гледаме, имајте убава вечер. Чао, чао.